До 8 ноември се додека не почнаа протестите и блокадите, град Скопје преку ЈСП до денар ги има исплатено приватните превозници. Ова за 360 степени го изјави градоначалничката Данела Арсовска, која ја нема никаде во јавноста. Во телевизиско интервју рече дека вината за сообраќајната парализа од изминатите денови лежи само кај Слобода превоз, зашто како што рече се знае колку пари се исплатени, а институциите имаат начин да постапа за да се види која е вистината. До 8.11, до кога не почнаа сите овие закани, уцени и се тоа на кое што успеавме да го извидиме во изминатиот месец, редовно си беше плаќано од страна на јавното сообраќајно предпријатие до тоа правно лице Слобода превоз. Арсовска рече дека сите приватни превозници се ставени во ситуација што не ја заслужуваат и оцени дека тоа е политиканство, а со тоа се злоупотребувало и правото на протест. Рече дека наскоро се ќе се дознаело. За 30 дена од сега сите ќе знаат кој лаже, кој излегува на пресконференции и кажува невистини. Сметам дека на целата јавност дури и сега им е јасно, меѓутоа знаете како е. За политиканство никогаш на некои личности нема ниту да им биде доволно. Ништо од ова не е точно и граѓаните имаат право да ја знаат вистината, вели за Алфа првиот човек на Слобода превоз Лен Јовановски. Таа и понатаму, како што гледаме, без срам и перде продолжува да ја лаже јавноста, таа веќе тоа го прави на еден загрижувачки начин и наместо цела јавност што треба да ја верува, треба да е загрижена за нејзината психичка состојба, бидејќи да изнесувате упорно такви лаги во јавноста, да се свесни дека се тоа лаги, со тоа што сметате дека ќе обезбедите уште некој ден повеќе и кога ќе излагаат документите, не знам што ќе има да се објаснува. Повторно ќе повикам да компетентните институции сериозно се вклучат во овој процес, бидејќи ваквите лаги не можат да бидат толерирани. Во меѓувреме, приватните превозници продолжуваат да протестираат 24 часа на булеварот Илинден, поточно кај бараките на град Скопје. Возачите пак таму јадат, пијат и спијат, а во паркираните автобуси на звучник е пуштена градоначалничката со незините говори од предизборите. Луѓе сме, јас сум жена, сакам домаќинско да се работи се, и не се разбирам во вашата работа, разбирам оние работи. Инаку градоначалничката во последното телевизиско интервју повтори дека ќе ги исполнела ветувањата за бесплатен јавен превоз, ама не сега, туку кога ќе се надминела кризата. До тогаш граѓаните ќе го гледаат, но ќе бидат и дел од овој циркус.